Денеска во просториите на Основното училиште Никола Карев беше презентиран идеен проект за доопремување и уредување на училишниот простор. Идејата и видеото е подготвено од поранешен ученик во ова училиште, кој пред присутните ја презентираше својата идеја и визија за тоа како би изгледало ова училиште. Денес направивме презентација во Основното училиште Никола Карев. Презентацијата беше 3D проект со урбанистички план во кој се опфатени паркинг, зеленило, игралишта, затворен базен. Се надевам дека ова ќе послужи за воеднина, барем нешто од ова да се реализира. Директорот Александар Андов во обраќањето пред присутните истакна дека ова е една прекрасна идеја и план за уредување на училиштето, кој треба да се разгледа и започне со реализација во наредниот период. Овој проект или презентација го спреми наш бивши ученик, тој е Дарко Арсов, кој што имаше некоја своја визија за надворешното уредување на нашето училиште, кој што е со огромна површина и простор, а не е уредено веќе со многу години наназад. Идејата ја видов на Facebook, кај него, кај самиот профил на Дарко, го повикав на разговор кај мене во канцеларијата, се договоривме заедно да се направи едно 3D Full HD видео со тоа како би изгледало училиштето во Никола Карев, доколку сите општествено одговорни компании и фирми кои што работат на територија на општина Кочани и пошироко, заедно со локалната самоуправа, заедно со Министерството за образование што со МОН, заедно со нас како совет на родители, училишен одбор и училиште, да можеме дел по дел тоа да го реализираме. Знаеме дека проектот е голем и крупен, затоа секој проект ќе го правиме поединечно. Сите може да се вклопат во овој проект, сите општествени фирми, сите поголеми компании кои што имаат средства и можност, а најпотребна е волјата за да бидат да помогнат, да ни ги подобрат условите во училиштето, со тоа ако имаме здраво образование, се надевам дека ќе имаме и здрави иднини генерации кои што нема да бегаат од нашите градови и држави, тука ќе остануваат овде, бидејќи ќе имаат зрели и убави услови за работа. На крајот од презентацијата, директорот Андов му додели благодарница на Дарко Арсов и истакна дека тој како директор ќе работи на овој голем проект и ќе успее да реализира барем дел од уредувањето, за што веќе се прават и потребните разговори и подготовки.